Жетвата на јачменот во овчеполието е во полнек, додека жетвата на пченицата ќе започне час поскоро. Но со намален род и ниски откупни цени земјоделците бараат итни интервентни субвенции и заштита на производството како стратешки култури. Моменталната пазарна откупна цена е драстично пониска од трошоците неопходни за производство на 1 килограм пченица и јачмен, тврдат од Националната земјоделска мрежа. Значи имаме драстично намалување на количините по единица површина, збориме за јачмен, слична е ситуацијата со пченица, а цената ни е многу ниска, значи не ги покрива ни основните производни трошоци. Еве според наши согледувања, значи производната цена се движи некаде околу 17 до 19 денари за пшеница, за килограм пшеница. За разлика од тоа, значи кај јачменот имаме моментална откупна цена која се движи од 8,5 до 10 денари, што е малтене двојно пониска од таа производна цена. Со оглед на зголемените цени на репроматеријалите, горивото и работната рака, ваквата состојба директно ги носи земјоделците во загуба и го загрозува опстанокот на нивните стопанства. Од земјоделската мрежа укажуваат дека државата може да интервенира преку повеќе механизми. Ние збараме од државата, значи преку тие интервентни мерки, преку Закон за земјоделие и рурален развој, да ни излезе во пресред. Еве сега имаме веќе официјално потврда од Министерството дека ќе веќе мерката за складирање во силоси е, значи, така рече, одобрена. Втора мерка што може да државата да помогне во овој дел е интервентниот откуп и третата мерка што е многу битна, значи може дополнително преку интервентниот фонд да се интервенира со одредена сума на средства, на финансиски средства, за да може да се покрие таа разлика, да речеме, од откупната цена па до таа заштитна, односно производна цена да биде колку толку, значи, покриена. Од Министерството за земјоделство пак велат дека откупната цена на пченицата и јачменот ја одредува пазарот, но доколку има пазарни нарушувања, државата ќе интервенира. Законот за земјоделство и рурален развој предвидува доколку има потреба државата да интервенира на пазарот преку мерки, вклучително интервентен откуп и утврдување интервентна цена во услови на пазарни нарушувања со цел стабилизација на пазарот и заштита на земјоделските производители. Меѓу другото, потсетуваме дека на располагање е мерката за складирање на пченица и јачмен во сместувачки капацитети во периодот од 15.6 до 15.9.2026 година. Инаку, според земјоделците, годинава производството дополнително е погодено од недостигот на пролетни врнежи и од продолжените сушни периоди, што директно се одразило врз приносите. Тие предупредуваат дека ниските откупни цени би можеле дополнително да ги обесхрабрат производителите и да доведат до намалување на површините под житни култури во наредните години.